да го честитам празникот на сите православни верници. Ова е пред се еден голем ден, значаен ден за нас и најпрво да му благодарам на Господ Исус Христос што пред се сме здрави и живи и што еве и ова година масовно вака во голема толпа и гужва се собравме за да го прославиме овој значаен голем ден, овој светол ден, овој празничен ден за сите нас православни христијани, овој ден на нашето духовно раѓање. Ние сите сме навикнати да го славиме денот на нашето телесно раѓање, но нели е потребно, нели е подобро да го славиме денот на нашето духовно раѓање, затоа што од деца на гревот станавме деца Божии. И навистина, денеска наша Света Православна црква го слави светото богојавление и крштение на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Бог Словото, односно Господ Исус Христос, откако се облече во стариот Адам и го исполни целиот закон, тој отиде при Јована, претеча на реката Јордан за да се крсти и со неговото крштение се освети целата човекова природа, се потопи цијот човечки грев. Сите води се осветија и сите оние лоши демони што беа во водите се уништија и исто Господ Исус Христос се крсти и за да го обнови стариот грешен човек и на сите нас православните христијани ни го покаже правиот вистинскиот пат на светото крштение. Зошто? Затоа што без свето крштение нема спасение. Што значи тоа? Тоа значи дека ако не сме крстени, не ни се отворени вратите во Царство Небесно или во вечното Царство. И не случајно во Евангелието нашиот Спасител Господ Исус Христос ни кажува и вели, ако не се родите со вода и дух, не можете да влезете во Царство Небесно. Исто така, Господ Исус Христос се крштева и за да ни ја објави Божествената Света Тројца. И навистина, при крштевањето на нашиот Спасител Господ Исус Христос се појавува Света Тројца така што Бог Отецот говори од небото: ово е мојот возлюбен син кој е по мојата волја. Бог Синот или Господ Исус Христос се крштева во реката Јордан од Јована, зашто посведочува Бог Отецот, а Бог Светиот Дух во вид на гулаб слегнува врз оној што се крштава, односно слегнува врз оној кој што се крштева за да се покаже дека тој е навистина вистинскиот спасител и избавител на човечкиот род. И не случајно светите отци, пред се светиот Григорije Палама ни кажува дека ако триедниот Бог, односно Света Тројца, се јавила и учествувала при создавањето на светот, исто така триедниот Бог, односно Божествената Света Тројца, се јавува и при пресоздавањето на човекот, односно при крштението. И затоа сакам да кажам дека овој е многу значаен и голем ден за нас, затоа што токму на овој ден на крштението Господово ние имаме поклонување на Света Божествената Света Тројца. Ако пред неколку дена, пред 12 дена го славивме големиот Господов празник Божич или Рождество Христово, каде што видовме дека на Богонаденецот му се поклони прво неговата мајка, потоа се поклонија пастирите и мудреците, ние овдека на овој голем ден гледаме како имаме поклонување на Божествената Света Тројца. И не случајно Светата Православна црква овој ден го назначува на повисоко ниво како позначаен од самото Рождество Христово. Зошто? Затоа што со самото крштение и после крштението на нашиот Спасител Господ Исус Христос започнува спасението на човечкиот род, спасоносното дело на секој човечки род, односно на оној кој што сака да го прими крштението по природот на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Ја користам ова прилика да му честитам на сите оние што си го слават и чествуваат овој празник, да се заблагодарам на градоначалникот, на луѓето од општината, советници, пратеници, на сите кои што се овдека заедно со нас за да го прославиме овој голем ден и празник и да им го честитам имен денот, роден денот на сите оние кои што си чествуваат и слават денеска. Ја користам ова прилика и на вас медиумите да ви се заблагодарам затоа што многу пати сум кажал и сега ќе кажам дека не може ова да биде така добро офатено и реализирано не само за нас, туку и за оние кои што до оправдани причини сакаат, а не може да дојдат овдека на овој мост,
и сега барем малку да се доближат и да се во живо со нас. Нека е честит празникот, Бог се јави. Како се викаш? Јас сум Петро Филија, 32 години, од Кавадеци. Скокам 15 години по крстот. Го фанав исто 2014, па еве позис години пак го фаќам. Сакам да препорачам на сите граѓани, сите верници, пред се здравје, среќа и љубов, што повеќе верници да се спуштат по крстот со верба во Бога. Амин. Бог се јави. На вистина се јави. Општина Кавадарци заедно со Православната македонска црква, Побардарска епархија, како и секоја година, така и оваа година за подоление, за водици, организира осветување на водите. Еве токму тука на реката Лудамара, повеќе од 10 години се фрла Светиот крст, каде што можем да се заблагодарам на овие млади момци и на Илија, кој што беше најсреќен за да го фати овој крст и да има среќа здравје во цела година и понатаки. Нормално на сите православни верници сакам да го честитам Богојавление, Христовото крштение, каде што еден од најголемите православни празници, да не е беричетна и среќна годината, да сме сплотени како народ и да можеме заеднички да правиме подобри дела и за нашите најмили, а нормално и за нашата традиција и вера. Амин.